Вечерва со вас во Дневникот на КТВ. Лилијана Митрова. Добро вечер, почитувани гледачи. Ова е централниот дневник на КТВ телевизија, а во прилог на станите од денот. Кавадарци има модерен јавен превоз. Наскоро ќе добие и такси превоз со електрични возила, најави градоначалникот Митко Јанчев. Добивка во првите месеци прво и основно тоа јавно предпријатие се формира за да има јавен превоз кој што основна дејност на општина Кавадарци, да има квалитетен јавен превоз и по села, и по рурални средина, и централното градско подрачје и приграде. Имаме линии само до Сопот 5-дневно, градски не знам колку се, значи комплетно точни, навремени, нови, чисти, безбедни, климатизирани автобуси. Автобуски постојки со дигитализација, каде што гледаш кога стигнува автобусот, кога до која локација, која е друга линија, која е следна линија. Карта символично од 45 денари, пензионерите ослободени од плаќање на паркингот, извинете, на превозот и обновување со нови автобуси. Очекуваме сега со набавката од владата да добиеме 2 до 3 електрични автобуси и 14 кои што ги имаме. Ние сме сериозно јавно предпријатие. И услугата која што пруžиме и према децата, и према спортските клубови е на високо ниво, а поготово линиите кои што ги возиме. По моја вака сознание, мислам дека сме негде 900 до 1100 карти дневно. Кога почнавме, знаете колку беа? 40 карти. Значи, да правиме линија до Росова, да правиме линија до Неготина. Бесплатно за пензионерите, бесплатно за учениците, редовни линии. Тука работиме максимално и сега сакаме да го дигнеме малку нивото и на такси превозот. Веќе беше кај нас компанија Кавадаречка, која што сака заедно со други кои инвеститори да инвестират во електрични автомобили. И заради транспарентност на јавноста, општина Кавадарци нема да даде никаква подршка, нема да даде никакво повластување, меѓутоа дава подршка во делот на бизнис развојот. Таа компанија е во план од месец септември, дека биде информации за јавност и за конкуренција за сите. Таа компанија е во план 25 нови фул електрични автомобили, луксузни, би рекол, нови електрични, да ги пушти во оптек за такси компанија општина Кавадарци. Во рамки на Кавадаречко културно лето во Винскиот музеј беше одбележан големиот христијански празник Преображение Христово. Настанот организиран во соработка со градоначалникот и Советот на општина Кавадарци понуди можност за заедничко чествување на празникот со почит кон верата, традицијата и духовната вредност. Овој празник носи силна порака за преобразбата, духовното издигнување, светлината и надежта. А токму во духот на тие вредности го создаваме и овој настан, како место каде што верата, традицијата и културата се среќаваат и се надополнуваат. Особена чест ни е што со нас се почитуваните свештени лица, кои ќе ни се обратат и ќе го благословат родот, символот на трудот на теквешкиот човек и дарот што земјата ни го дава. Ви благодарам што сте денес со нас и што заедно ја продолжуваме оваа убава традиција, а посебна благодарност за придонес во организација на овој настан во име на Вински музеј упатувам до свештенството при црквите Свети Димитрија и Света Петка, локален музеј галерија, Каф Комерц, градинката Рада Поцева и Мико Василов, со кого заеднички го почнавме чествувањето на овој празник. Ви посакувам пријатен ден, исполнет со духовна топлина, убав збор, добра мисла и тиквешко гостопримство. Нека ни е честит и благословен празник од Преображение Христово, на здравје и за многу години. На овој ден Светата православна црква го благословува и осветува грозјето, бидејќи таа првина сега зрее и така благословувајќи го грозјето од кое се прави вино, кое на светата литургија со молитвите преслигувањето на Светиот Дух, тоа вино се претвара во крв Христова и ни служи за наше причестување, односно соединување со Христа. Празникот Преображение се прославува на 19 август за време на Богородичниот пост. Затоа и од овде ве повикуваме сите кои не сте отпочнале со пост да се потрудат и да почнат да постат, да го преобразиме нашиот живот, бидејќи за време на постот го смируваме телото, а го зајакнуваме духот кон извршување на добри дела, па сите заеднички на празникот на Успението на Пресвета Богородица на 28 август на Светата литургија се соединуваме со телото и крвта на нашиот Господ Исус Христос, бидејќи Светата литургија
е Царството Небесно на земјата. Тогаш ќе засветли на нашите лица таа нестворена божествена таворска светлина, која што луѓето треба да ја видат, таа вистинска Христова духовна промена во нас, за да го здобиеме вечното блажество во Царството Небесно, кое што Бог го приготвил за оние кои вистински и искрено го љубат со сето свое срце и со сета своја душа. Според традицијата, првото грозје се носело во црква за да биде осветено, пошто може да се јаде од новиот род. Овој обичај ја изразува благодарноста кон Бога за плодовите на земјата, но и надежта за берекетната и успешна година. Од етнолошки аспект, Преображение представува празник на преминот и промената. Промените што се забележуваат во природата се пресликуваат и во традиционалниот живот на човекот, од летниот кон есенскиот период, од зреењето кон бербата и од очекувањето кон плодот на целогодишниот труд. Етнолошките истражувања укажуваат дека околу Преображение се развили и различни обреди, забрани и верувања поврзани со времето, родот и природата. Се верувало дека од овој ден се менува времето и дека природата влегува во нова фаза, па затоа се избегнувале одредени работи на лозието или нивата со цел да се заштитат родот од неповолни влијанија. Во Кавадарци и Тиквешијата празникот има посебна символика, токму поради големата поврзаност на човекот со лозата и земјата. Преку обичаите и верувањата поврзани со Преображението се согледува традиционалниот однос кон природата, родот и трудот кој се пренесувал од генерација на генерација. Преображение Христово не само што е црковен празник, туку и значаен дел од традиционалниот календар на Тиквешијата, кој во христијанската вера, народните верувања и лозарската култура се испреплетуваат во една заедничка духовна и културна целина. Звоно, еден багрем, еден жубор, една сенка, ете тој е немир, тој е што не дава да дремнам. Еден глас од таму негде на една тажна лика, после се што видов, ете една јасна слика. Јас сум тука, јас сум овде свој, тебе те сонувам, свето мој. Сопатник ми треба, чудни мисли идат, тебе светлост моја, морам да те видам. Човеку земен, денес стани, не спи. Денес и листот од гората зелено, и кактусот од пустината сува, преобразен ќе биде. Денес и каменот речен, и оној од морето вечно, станува свето. Денес е волјата Божја, се на светот преобразено да е. Чекај го мигот твој, дарувај грозје и овошје разум. На денот овој само тоа е важно. Бог е светлост и светлина даден. Кавадарци добива ново сообраќајно решение. Заврши асфалтирањето на првиот слој на кружниот тек на Северен булевар на површина од 5300 метри квадратни. Во периодот што следува ќе се реализираат и втората и третата фаза до целосно завршување на проектот. Благодарност до Lidl за донацијата и поддршката во реализацијата. Продолжуваме со конкретни инвестиции во инфраструктурата за по-безбедно движење и поуредно Кавадарци, информираат од локалната самоуправа. Екипи на јавното предпријатие Комуналец Кавадарци интензивно работат на чистење на речното корито на Луда Мара со цел отстранување на насобраниот отпад. Одржувањето на чиста животна средина е заедничка обврска. Затоа упатуваме апел до сите граѓани да не фрлаат отпад во речното корито и покрај бреговите. Со малку одговорност од сите нас, Луда Мара може да биде почиста, поубава и побезбедна за сите. Пред кавадаречките пожарникари вчера беа презентирани нови специјални млазници за гаснење пожари, чија главна предност е ефикасно справување со огнот со значително помала потрошувачка на вода. Презентацијата на оваа нова технологија од полски производител се одржа со поддршка од градоначалникот Митко Јанчев. Ние веќе подолго време контактираме со компанијата Мистек од Полска, кои што се наши пријатели, ако можам така да ги наречам, затоа што веќе 4 години тие доаѓаат кај нас во Македонија, каде што дозволува да го промениме, мислам, тоест
да го објасниме нашето мислење во врска со нашите потреби што ги имаме како противпожарна единица, затоа што пожарите во Македонија и Полска дефинитивно се различни. Опремата која што не е повеќе потребна во Македонија е многу поразлична од Полска, така да со искажување на нашите потреби што ги имаме на терен, луѓето излегува на терен. Тоа е компанија сериозна, која што има добри инженери, кои што сите оние наши проблеми кои што ги разговаравме во текот на овие години, тие сето тоа го ставија на маса, на хартија, но не само тоа, туку и го изработија сето тоа. Јас добив мејл и информација од Јотар дека сето тоа претходно разговарано претходните години што ги имавме, дека успеале да го изработат, успеале да го тестираат и дека сака да го презентираат во Република Македонија. Значи, на наше огромно задоволство и на наше барање, еден од градовите кои што компанијата нивна ќе ја посети во Македонија е и во Кавадарци, каде што имавме можност на лице место сакаме да го видиме и да ги испрезентираме овие млазници што веќе ги изработиле во Полска. Според нив, овие млазници се многу добри затоа што со многу помалку вода, значи може да се искористи за многу повеќе огин. Сакаме тоа да го истестираме, побаравме од наша страна во ред на таа презентација, сакаме да ги видиме, меѓутоа сакаме да ги истестираме, кои што наши пожарникари би работеле со вашата опрема, што нивна страна беше тоа сето окей. Организиравме, побаравме, најдовме на возило, доброволец кој што ни го даде неговото возило. Би сакал да ги пофалам отпадот кај Мирко Кавадарци познат, кој што редовно соработуваме, веќе не знам колку коли имаме оштетено кај него, не знам како би ме се раздужиле. Меѓутоа и денеска покажа извонредна соработка кој што ни донира едно возило, да го запалиме истото, на кој што можеме да го испровериме сите овие можности кои што овие млазници ги даваат. Денеска истестиравме, значи ги истестираме пумпата на мотор што го има модулот, истестираме противпожарниот дрон што го имаат тие како нивно лично производство и ги истестиравме повеќето млазници на возилото да видиме дали тоа така како што беше објаснето и за наша среќа и задоволство ние сме презадоволни од нивните опрема и се надеваме дека во иднина и ќе ги поседуваме истите. Понов опрема секогаш сме нели повеќе од потребни. Тоа што го видовме сега и што вие го доловивте со вашите камери, видевме дека температурата при палење на едно возило околу нешто повеќе од 500 степени, меѓутоа со самата почетна интервенција на овие млазници, температурата благо опада на 160, па за неколку секунди дори до 40 степени. Се надам дека тоа ќе можеме да го доловиме и да го покажеме на граѓаните што ја следат вашата телевизија. Така да, како што кажав, ние сме презадоволни од денешната презентација и се надеваме дека во блиски дни ќе ги поседуваме овие млазници. It's a pleasure for us to be here to show. Задоволството е наше што сме тука во Република Македонија. Не прв пат имаме тука соработници, наши пријатели од противпожарниот сектор во Република Македонија. Значи тие имат се добри соработници со Инфопротект од Македонија, кои што заедно ги делат нивните менеџерски искуства околу изградбата, инженерството изградбата на ваквите млазници кои што ги произведуваат. Главна цел на нивните компании, нивната соработка е да произведат млазници кои што би можеле со многу помалку вода да заштитат и да изгаснат повеќе пожар, распламтени простори, но со многу помалку вода. Тоа го пробавме денеска, го испробавме денеска, го видовме денеска дека со само 5 литри вода со овие млазници за гасење на кола можеме од 600 и 700 степени Целзиусови да намалиме на 100 степени. Можеби не би изгаснале комплетно пожарот, меѓутоа би го намалиле температурата на толку ниска каде што би можеле пожарникарите да влезат и не би биле во никаква опасност. Пристапот до овие наши млазници се значи економски многу оправдани затоа што било која противпожарна единица може да ги набави, значи не мора да е некоја побогата, ако можам така да речам, противпожарна единица кој што има пари па може да ги набави, а останатите не. Цените на пазарот се запознати, ги знаеме цените на пазарот, сме компетентни, сме доста ефтини, така да секоја една територијална противпожарна единица без разлика на нивната економска оправданост може да ги поседува овие млазници. Значи не само во Полска, туку и во поголемиот дел од Европа, дури вклучувајќи ги земјите надвор од Европа како Јужна Африка, Јужна Америка, така да секоја една земја што се ја пропознава бенефитот од овие опрема, ние сме соработници со нив. A lot in different areas, especially where the water is the problem. Нова представа на репертоарот на Кавадаречкиот театар. Станува збор за комедијата Вишок на мозок, чија премиера се очекува во првата недела од месец октомври. Театарот при Домот на културата Иван Мазов Климе од Кавадарци по кратката летна пауза започна со подготовките на нова представа. Станува збор за представата Вишок мозок, која е слепстик комедија,
адаптирана од филмот Brain Donors, во драмски текст, а инспирирана од филмот Ноќ во операта од Џорџ Кауфман. Читачките проби се веќе почнати, а поделбата на улогите е еден микс од млади и искусни актери кои имаат неколку заеднички проекти во последниве неколку години. Актерската екипа ја сочинуваат Александар Малинков, кому оваа представа ќе му биде проштална пред заминување во пензија, а остатокот од екипата го сочинуваат Видан Станоев, Диме Боцев, Сашко Орешков, Александар Видиков, Цветанка Прочков, Анастасија Данаилова, Драган Кабранов, Диме Коцевски и Здравко Петров. Адаптацијата и режијата ја подпишува Диме Коцевски, кој после пауза од неколку години повторно режира. Според програмата на Домот на културата за сезоната 2026-27, премиерата на оваа урнебесна комедија се очекува во првата недела од месец октомври. Општина Росоман организира втора форумска сесија, преку идеи и дискусии до решенија за подобра и поинклузивна локална заедница. Општина Росоман ги информира граѓаните и сите заинтересирани учесници дека утре на 20 август, четврток, ќе се одржи втората форумска сесија во рамките на проектот за јакнување на општинските совети фаза 2. Форумот ќе се одржи во малата сала во Општинското основно училиште Пере Тошев во Росоман со почеток во 19 часот. На втората форумска сесија ќе се направи преглед на работата од првата сесија и активностите реализирани во периодот меѓу двете сесии. Ќе бидат презентирани критериумите за избор на проекти, како и предложените проектни концепти развиени од работните групи. Во рамките на сесијата ќе се разговара за предложените концепти, ќе се разгледа нивното прифаќање од страна на форумот и ќе продолжи работата на работните групи за развивање на предлог проектите. Учесниците ќе бидат запознаени и со форматот за подготовка на предлог проект, а ќе биде определен и терминот за следната форумска сесија. Учесниците на форумот преку заеднички идеи, дискусија и активно учество ќе креираат решенија за подобра и поинклузивна локална заедница. Почна првиот уписен рок на УКИМ. Идните бруцоши ги предадоа документите на факултетите, изјави министерката за образование Весна Јаневска. Се распишани 2000 места помалку на сите универзитети во државата. Анализата на пазарот на труд покажа дека одредени струки покажуваат поголем број на невработени, додека одредени струки достигнуваат вработеност до 98%, што е добар знак. Од тука, соодветно на анализата на пазарот на труд, ги намалевме квотите на одредени струки, како што се јавна администрација, бизнис администрација, дел од филозофскиот, дел од филолошкиот факултет, например економија, правен факултет, медицина, каде што анализата покажува дека има голем број на невработени. 38 лица заразени со западно-нилска треска, изјави денеска на пресконференција министерот за здравство Сашо Клековски. Во градот Скопје првите активности започнале во мај, а најрано започнала со активности за дезинсекција општината Илинден, која започнала во април со прскање од земја. Меѓутоа, повторно не можеме да воспоставиме корелација и причинско-последични односи со прскањето и случаите на ЗНТ. Зошто? Општината Илинден е една од најревносните и е за пофалба во однос на преземените мерки за прскање. Значи има 3 земени прскања за ларви, 3 за возрастни коморци, сепак има 3 случаи на западно-нилска треска. Студеничани кои нема преземено ни една дополнителна мерка надвор од прскањето од град Скопје. Има помалку случаи од Илинден. Така што
Ово го кажувам да не се осонуваме само на еден столб, само на едни мерки. Прскањето е важно, меѓутоа не е единствено важно. Личните мерки, персоналните мерки се исто така значени и заради тоа вчера започнавме со таргетирано информирање на 60 плюс граѓаните од 4 општини во која е прогласена епидемија. Над 5000 заболени, 22 дена вода со фекалии, а Мицковски и ВМРО ОКГ слават во Гостивар, велат од опозиционата Социјалдемократски сојуз на Македонија. Вчера Христијан Мицковски и ВМРО ОКГ славеа во Гостивар, во градот каде над 5000 граѓани беа отруени. Што славеа труењето на граѓаните? Мицковски нема ниту трошка морал, ниту срам. Наместо одговорност за една од најголемите здравствени кризи во Гостивар, партиска прослава. Тоа е вистинското лице на оваа власт. ВМРО ОКГ слави, а граѓаните на Гостивар 22 дена пиеа вода со фекалии. Над 5000 луѓе завршија во болница. И 5 недели се уште нема документ, извештај, потврда за вода во градот. Ако се е во ред, тогаш прашањето е многу едноставно. Зошто 5 недели нема официјално објавени резултати од анализите на водата во Гостивар? Зошто документите се кријат од јавноста? Кој ги потпиша анализите? Која институција официјално гарантира дека водата е безбедна за пиење во Гостивар? Криењето на документите од страна на власта на Мицковски создава несигурност, недоверба и паника меѓу граѓаните. Министерот Клековски пак вели дека анализите на вода се прават секојдневно. Ако анализи се прават секој ден, каде се резултатите? Зошто не се објавени? 5 недели власта тврди дека водата е исправна, а 5 недели нема јавен документ што го потврдува тоа. Наместо стручни лица и надлежни институции, 5 недели гледаме полицајци како се занимаваат со вода. Стручно лице кое ќе застане пред јавноста нема. Институција која со потпис и печат ќе потврди дека водата е безбедна нема. Само изјави, контрадикторни информации и чувства. Граѓаните на Гостивар не бараат славење на партиски прослави и здравици. Бараат документ и бараат чиста вода. Бараат вистина, бараат одговорност. Објавете ги веднаш анализите за водата во Гостивар. Еден месец СДС бега од вистината, а таа е дека заедно со Лимани ја делат локалната власт. Пресконференција на Миле Левков од ВМРО ДПМН. Еден месец СДС бега од вистината, а таа е дека заедно со Лимани ја делат локалната власт, а со тоа и одговорноста за Гостивар. СДС не побара одговорност од Лимани, а уште помалку ја призна собствената политичка одговорност како негов партнер во локалната власт. Наместо да понесат одговорност за кризата во Гостивар, тие и натаму го обвинуваат ВМРО ДПМН за локалниот проблем. Поради неспособноста на СДС, ДУИ и партијата на Таравари, владата предводена од ВМРО ДПМН ги зема работите под своја контрола и овој проблем се реши. Почитувани граѓани, додека СДС беше зафатена со ширење хистерија и броење чешми низ државата, владата, предводена од ВМРО ДПМН, и од прв момент беше со граѓаните на Гостивар и ги превзема сите мерки за надминување на кризата, а жителите секој ден бесплатно ги снабдуваше со вода. Институциите постапија, случајот се истражува, а водата повторно е безбедна за пиење. Да ги проследиме вестите од спортот. Започна уредувањето на трибината на стадионот во Росоман. За почеток ќе се менува конструкцијата на трибината, пошто ќе се постават и новите столчиња. Општина Росоман во соработка со фудбалскиот клуб Росоман започна со обнова и промена на конструкцијата на трибината на фудбалскиот стадион во Росоман. По завршувањето нови активности ќе следува поставување на новите столчиња на трибината
со што стадионот ќе добие поуреден, современ и функционален изглед и значително подобри услови за публиката. Чекор по чекор, стадионот се обновува и се создаваат подобри услови за фудбалерите, навивачите и идните генерации спортисти. Росоман на вистина заслужува стадион со кој сите ќе се гордеат. Конституира новиот управен одбор на 4-тиот фудбалски регион. Седиштето на регионот ќе биде во Прилеп, а за председател е избран прилепчанецот Маријан Стојковски Манта. Вчера во Кавадарци е конституиран новиот управен одбор на 4-тиот фудбалски регион, кој во иднина ќе функционира со седиште во Прилеп. За председател на регионот избран е господинот Маријан Стојковски Манта од Прилеп. Инаку во регионот припаѓаат фудбалските клубови од Општинскиот фудбалски сојуз Прилеп, Општинскиот фудбалски сојуз Кавадарци, Општинскиот фудбалски сојуз Велес и Општинскиот фудбалски сојуз Неготино. Честитки до сите членови на новото правно тело на Фудбалската федерација на Македонија, на кои им посакуваме плодна и успешна работа. И за крај, временската прогноза. Сончево и многу топло со мала до умерена локална облачност. Ќе дува слаб до умерен ветер од југоисточен правец, кој наместа долж по Вардарието повремено ќе засилува. Во деновите од викендот ќе има услови за локална нестабилност, со пороен дожд, грмежи, засилен ветер и изолирано невреме со силен ветер и појава на град. Дневната температура наместа се очекува да надмине 40 степени. Почитувани гледачи, овде е крајот на дневникот на КТВ телевизија. Ви благодарам што не следевте и ви посакувам пријатна вечер.